Добро утро по трет пат, Ване, овој пат од Корчагин, средното училиште, затоа што тука се одржуваат турнирот по мал фудбал, кој што ќе биде како една подготовка за Олимписките игри во Франција. Тука ќе разговарам со Елена Стојанова Димитров. Пред се ви благодарам што утрово издвоивте време за нас како екипа да дојдеме тука, иако се подготовките, односно последните подготовки веќе во тек. Добро утро и од нас. Да кажеме дека официјално распустот почна, па можеме малку повеќе да се посветиме на она што е надвор од училишните обврски. Поводот за кој што сме денес тука се престојните Олимписки игри во Франција, кои што ќе се одржуваат во 2024 година. И токму затоа се случува овој настан, мал турнир во фудбал на нашите терени, каде што заедно со децата од дневниот центар за деца од улица од Чуто Ризери, заедно со француската амбасада, нашите ученици и волонтерскиот центар од Скопје, денес ќе го реализираме овој настан. Да. Предпоставувам дека ќе има навистина многу убава атмосфера, штом деца се во прашање и штом целиот фокус е на децата. Така што кои се целите на денешниот турнир со оглед на тоа што имате повеќе поточки кои што ќе се реализираат од 9 часот па натака? Така, значи првата цел е нели да се испромовираат Олимписките игри кои што ќе се случуваат годинава во Франција, но исто така и да испромовираме франкофонијата која што кај нас е застапена, односно ние имаме билингвална паралелка веќе 24 години поред во нашето училиште и исто така да се испромовира спортот кој што е застапен во секојдневието на младите. Да, колку деца ќе учествуваат? Ќе учествуваат вкупно 4 тимови, значи тимовите се од мешана категорија, покрај децата ќе учествуваат и младинци, но ќе учествуваат и по возрастни групи. Нашите тимови од нашето училиште се 2, кои што ќе бидат заедно со ученици и професори. Секако дека ова го организирате заедно со француската амбасада, меѓутоа колку време е потребно за да се организира се ова и да се направат вистинските работи кои што ќе бидат во духот на Олимписките игри. Навистина околу самата тука агенда се имате навистина потрудено и чувството е како да се случува голем спортски настан. Морам да признам затоа што сме тука од 8 часот некаде од прилика, па можев да видам како целиот тим работи. Така, значи, со оглед на тоа дека имаме прекрасна соработка со француската амбасада и со францускиот институт, ние соработуваме во текот на целата година и сите овие настани ги планираме тековно и се подготвуваме исто така тековно за да реализацијата биде онака како што ја гледате. Ви благодарам многу, не би ве задржувала повеќе со оглед на тоа што почетокот е од 9 часот. Се надевам дека ќе имате успешен настан денеска и дека ќе ги представите Олимписките игри 2024 во вистинско светло. Ви благодарам и на вам што не поддржавте и се надевам на следна средба повторно на некој интересен настан. Благодарам уште еднаш, тоа беше и третото линковско вклучување за денешната емисија, која што е директно од Корчагин, каде што во 9 часот, односно наскоро започнува турнир во мал фудбал, со што ќе се означи почетокот на подготовките на Олимписките игри 2024 кои ќе се одржат во Франција.